Десетото место во светот за поволна бизнис клима според извештајот на Светска банка Doing Business ќе биде одлична препорака за многу инвеститори да дојдат во Македонија, вели председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, коментирајќи го најновиот извештај според кој земјава е на 10-то место во светот, а 5-то во Европа според условите за отпочнување бизнис. Навистина, многу сум среќен затоа што многу се работеше на ова. Многу труд се вложи, многу енергија, многу време, многу работа за да се дојде до ова до кој што се дојде. И ова ќе биде одлична препорака за многу инвеститори од светот да дојдат во Македонија. И за оние кои што досега не слушнале за Македонија, и за оние кои што слушнале но немале многу информации. 10-то место што ни го дава Светска банка во светот и 5-то во Европа кажува многу. На новото рангирање на Македонија во Doing Business, Груевски го поздрави од Лондон, каде втор ден престојува и одржува средби со политичари и личности од јавниот и општествениот живот. Лидерот на ВМРО ДПМН денеска се сретнал со преседателот и подпреседателот на британските конзервативци, Патрик Мекоглин и Марк Филд, кои изразиле поддршка за ВМРО ДПМН. Груевски на средбата, како што информираат од партијата, посочил дека државата е силно фокусирана кон зајакнување на економијата и подигнување на стандардот на граѓаните, што е суштински важно за целокупниот развој на Македонија. Во разговорот со британските колеги, Груевски истакнал дека политичката криза наметната од опозицијата треба да заврши, а изборите се неопходни и граѓаните ќе имаат можност да одлучат за иднината на демократски и фер избори. Се разговарало и за мигрантската криза со акцент на важната улога на Македонија во справување со овој предизвик. По средбата, Филд вели Македонија може да се гордее со големиот успех и напредок во економијата и најави собствено заложување за зацврстување на економските односи меѓу двете земји. The President and the rest of the team here from our sister party, we're very proud as Conservatives to have great sister party relationships across the globe, but in Macedonia in particular, I think there's much to be proud of Macedonia with its great success and improvement in economic terms. As many of you will know, Johnson Matthey, a big employer now, a big British company that has put its confidence in Macedonia. And the one message for those of you who worry about Britain leaving the European Union, we're not leaving the world or indeed Europe behind. We very much feel that the relationship in trading and in diplomatic terms with countries such as Macedonia and others in the Balkans will hopefully go from strength to strength in the years ahead. Груевски на средба и со лордот Тим Босвел, преседател на еден од највлијателните комитети за европски прашања. На средбата соопштуваат од ВМРО ДПМН, лордот Босвел ја афирмирал поддршката за Македонија за стратешките интереси на државата и напредокот кој што се остварува во поглед на економијата, реформите во повеќе сфери и области кои се важни за граѓаните. Целта на посетата на Велика Британија и средбите, вели Груевски, е да се презентираат факти за она што се случува во Македонија, но и да се презентираат плановите за реформи и развој во земјата. Дојдовме тука во Лондон да се сретнеме со повеќе луѓе од политичкиот живот, дипломати, опиња мејкери, влијателни луѓе, за да разговараме за Македонија, да разговараме за проблемите, но и за предизвиците, стратешките ориентации и се она што е значено за нас, да пренесеме најпрецизни информации околу случувањата и околу плановите понатаму. Вчера партиска делегација на ВМРО ДПМН имаше средба и со влијателниот think tank Центар за европски реформи. Груевски во Британија е придружуван од членовите на извршниот комитет на партијата Александар Николовски, Владко Ѓорчев и Никола Поповски.